Македонските земјоделци од минатата година имаат можност да ги легализираат своите лозови и овошни насади, како и сточарските фарми. Разговорите помеѓу аграрните здруженија и владата на Република Македонија вродија со плод, па земјоделците веќе започнаа со легализација, па со веќе легализираните објекти можат да аплицираат и за субвенции. Најпрво е извршена легализација на сите лозови, овошни насади кои што земјоделците ги имаат подигнато на државно земјиште и долго време некои структури ги нарекуваат дека се тие узурпатори на државната земја. Сега овие објекти, овие насади се легализирани и земјоделците си плаќаат данъчки кон државата, земаат субвенции и што е нарачено, не се на терет на државата да бара некоја социјална помош, туку со својот плод ги обезбедуваат сите екзистенции за своите домаќинства. Во изминатиот период се врши и легализација на сточарските фарми, кои се изградени околу селата или градовите, каде што не постоеле урбанистички планови. Сега, ланската година се овозможи и сите сточарски фарми да се легализираат и нивните собственици да имаат право на користење на средства од фондовите на Европа. Во рамките на овие легализации, доста важна за земјоделците е и одлуката за легализација на земјоделската опрема и механизација, за која собствениците не поседувале соодветна документација околу потеклото на механизацијата.